Почитувани, 2021 е година на јубилеј. Освен што одбележуваме 60 години од Струшките вечери на поезијата, одбележуваме и уште еден значаен јубилеј. 100 години од раѓањето на великанот на македонската култура, литература и лингвистика. Поетот, писателот, книжевниот преведувач и лингвист, еден од основачите на Струшките вечери на поезијата, Блаже Конески. Тој е добитник и на Златниот венец во 1981 година, пред точно 40 години. Во рамките на националната програма за одбележување на јубилеот, Струшките вечери на поезијата ја имаат честа да подготват специјално монографско издание со избор од поезијата и кратката проза на Конески. Приредувач на ова издание, насловено Камено Кале, е истакнатиот теоретичар на литература и врвен познавач на делото на Конески, професорот Атанас Вангелов. Изданието е збогатено и со илустрации, чиј автор е Илијана Петрушевска, победник на конкурсот што го распиша Факултетот за ликовна уметност. Заради тоа што професорот Вангелов не е во можност физички да присуствува, тој подготви специјален приказ на монографското издание, што ќе имате прилика да го чуете. Esteemed guests, 2021 is a year of jubilees. Alongside the celebration of the 60th anniversary of the Struga Poetry Evenings, we are also celebrating another important jubilee, 100 years since the birth of the giant of Macedonian culture, literature, and linguistics, the poet, writer, literary translator, and linguist, and one of the founders of the Struga Poetry Evenings, Blaže Koneski. He was the recipient of the Golden Wreath Award in 1981, exactly 40 years ago. As part of the national program for the celebration of the Jubilee, the Struga Poetry Evenings have the honor of preparing a special monography edition with a selection of Koneski's poetry and short prose. The editor of this edition, titled Stone Fortress, is the esteemed literary theoretician and famed scholar of Koneski's works, Professor Atanas Vangelov. The edition is enriched with illustrations, the work of the winner of the competition published by the Faculty of Art, Iliana Petrushevska. As Professor Vangelov is not able to be physically present here, he has prepared the special presentation of the monography edition that you will have the chance to hear. Поетскиот израз на Конески. Со оглед на нашата современа поезија, делото на Блаже Конески е досега најквалитетно проучувано. За него се напишани многубројни интерпретации со различни намени и со променлива среќа. Некои, по својата исцрпност и оригиналност, мощно јасно укажуваат, иако посредно, дека се работи за поезија од посебно значење, не само за нашата, туку и за останатите словенски и европски литератури. Песните на Конески говорат за овој човек, за ова време и за оваа почва. Значи говорат за работи кои ги знаеме добро, повеќе или помалку, што ги гледаме секојдневно, иако различно, што ги доживуваме посебно, секој на свој начин. Но тие песни го гледаат и тоа што го превидува нашето брзо и бегло око. Тие песни го слушаат и тоа што го разминува нашето нестрпливо и некадарно уво. Во тие песни, низа прости душевни состојби како страста, радоста, тагата, раздразливата утеха и дарежливата неутешност стануваат сложени и важни, како и самиот живот. Во тие песни, низа сложени прашања од животот како смислата на подвигот и на саможртвата, дволичноста на доброто, резигнантната победа и перспективниот пораз се разрешуваат до просто именување. Така стануваат дел и удел на животот. Отаде, за оној што не влегол досега во поезијата на Конески, загубата е трајна. Останале за него многу заматени гледки и многу неузнати доживувања. Таму,
во песните е светоста што ги изострува контурите на глетките и таму се имињата на тие доживувања. При сето богатство што му го нуди на собеседникот, при сета штедра и неумислена дарежливост, при сета предпазливост да не повреди ништо таа од неговата посебност, поезијата на Конески, сакала или не, го исправа него пред непобитната вистина. Таа го покажува и размерот на неговото сиромаштво, зашто тој собеседник неизбежно доаѓа до мисла дека на светов има просто работи што се недостижни, бидувајќи едновремено дури неправедно човечки, стварни и материјални. Па му иде нему спонтано, како и крале Марко од песната од земање на силата, да крикне: Ти, што ми даде неимоверна сила, да растам мускулесто како даб, на глуждови да се израдувам, млад од своето чаталење и листење, да шалавам наивен. Ти што ми даде да сетам дека и земјата можам да ја поместам, како орач што исправа камен пред лемешот. Мој Боже, зошто се уплаши од мене? Зошто во непромислен страв ја измени својата првобитна намера? Зошто ми ја одзеде силата? Тој крик од непознатиот собеседник се артикулира во ваква дилема пред еден намерен читател. Каква е смислата да се говори за дело кое во обштењето со нас влегува во таква спонтаност и природност како во игра проста до животинско? Каква е смислата да се говори за дело што е толку сложено во своите подробности и толку просто во својата целост? Со што и може ли да се споредува единственоста за да се узнае нејзината вистинска мера? Ако не ќе можеме да најдеме смисла веднаш, верлива и непобитна, треба ли исто така веднаш да се откажеме од горката привлечност, од сладката неизвестност на барањето? Ако не сме ние избраните, ако сме бележани со некој пален знак, треба ли за утеха лакомо да му се предадеме на поривот исконски и таен, неистрошлив и човечки, како што не охрабрува, впрочем, и драматичната мудрост на самиот поет? Од секогаш сум мислел за излишноста на зборот, дека најмалку го трога тој онега што му е упатен. Од каде тогаш таа потреба да се искажуваме дури со ритам и рима, дури со алитерации? Тука види ја сега безсмисленоста на земните извори. Било на ќуќур, било на вода, било на грлен извик. Тоа е порив и за смисла не прашува. Се чини сепак при вакви случаи нужна е дрскоста на ретко мудрата самоувереност. Нужно е да се прашува за смислата на поривот, зашто именувањето на таа неразјаснета потреба да се говори е веќе неизино осмислување. Именувана и осмислена, таа се изделува од општото и станува посебно. Кога е посебно веќе, и потфатот е разбирлив. Да го разјаснуваме неговото минато, да ја одредуваме и неговата сегашност, да ја согледуваме неговата иднина. Накусо, тој порив се укажува како категорија историчност, токму како и човекот. И кога се прашуваме што е тоа човек, кога се прашуваме што е тоа порив, кога се нафаќаме безмилосно со потек на студен хируршки засек да оперираме по фината ткаенина на еден единствен поетски исказ, го правиме тоа по налог на друг, но не помалку човечки порив. За да го сватиме појасно, за да го гледаме почесто, тој првичен порив за кој се говори во песната на Конески. Има известни тонови, има известни мелодии во песните на Конески што упатуваат на оние што ги знаеме од традицијата на нашето орално творештво. Тоа веќе ни кажува дека искуството на поетот се заснова во една мера врз традицијата на македонската орална лирика. Колку што има спонтаност и неизбежност во тоа вклучување, исто толку има и плодотворна самосвест. Како подкрепа на последново, ќе приведеме една важна обсервација на самиот поет, која произлегува од неговиот личен опит. Конески вели: Ке кажам дека меѓу моите текстови
има малку такви што се сврзуваат по метафорика и метрика и воопшто по израсните својства со македонската народна поезија, тоест што се пишувани по обичното велење во духот на народната поезија. Уште од самите почетоци јас сум обраќал поголемо внимание на говорниот јазик и сум барал за него простор во стихот. Сепак, често самиот си се замислувам како човек што туку што го напуштил брегот на оралната поетска традиција. Во тоа уверение ме затврдува улогата на импровизацијата во моето пишување, која не е мала. Сето ова го кажувам без зазор од симплификаторите, на кои може да им се чини лесно да ме наречат традиционалист. Навистина се малку песните кај Конески при кои на очигледен начин се распознава уделот на нашата орална традиција во профилирањето на неговиот поетски исказ. Но и покрај тоа, тој самиот вели дека се замислува како човек во длабока зависност од таа традиција, како човек кој туку-што го напуштил нејзиниот брег. Тоа треба да каже дека се упатил кон некоја друга перспектива, кон некоја важна иднина, но тој упатен човек е крајно условен од минатото што го напуштил. Се чини дека има противречност меѓу овие две становишта. Кога се вели дека се малобројни песните што го вклучуваат во себе си традиционалниот поетски исказ и кога се вели од друга страна дека уделот на таа традиција е голем, таа противречност е привидна. Укажуваме на првиот дел од цитатот, каде што се истакнува дека метафоричкиот и метричкиот модел на народната песна не се наложиле како главни за поетскиот исказ, ами нешто друго. Говорниот јазик за кого се бара простор во стихот. Тоа е местото што ја покажува привидноста на противречноста. Оралната поезија, со своите исказни, технички во поширока смисла аспекти, не се потврдува како особено занимлива, зашто едното и другото може да се пренесуваат и да се применуваат делумно или целосно, со што всушност се умножуваат неговите модели на исказот in extenso, ами нешто друго. Комуникабилноста, што и не е само својство на оралната поезија, туку на поезијата воопшто. Тоа својство пак, ако сака да ја оствари својата полна и незапоставлива улога, недвосмислено мора да има предвид јазичен модел, кој се именува како говорен, секојдневен или практичен. Кога го засегаме ова прашање и кога го предлагаме посоченото решение, должни сме да подсетиме дека и самите испитувања на Конески изведени на други материјали доаѓаат до такви заклучоци. Анализирајќи го јазикот на македонската поетска традиција, тој определи 3 фактори на развојот – традицијата, колективот и авторот. И самиот вели дека иновациите ги внесува авторот со санкција на колективот, од што следува дека треба да се обрати посебно внимание на односот колектив-автор. Присуството на традицијата во меморијата на колективот е мощно изразено до степен на поетска конвенција. Како резултат на тоа, секоја иновација е нужно компромисна. Тој нужен компромис е сепак изневера. На тој начин доаѓаме до своевиден парадокс, кој со оглед на цитатот од есејот Еден опит на Конески го нарековме привидна противречност. Внесувањето иновации во традиционалните фигурални и ритмички шеми се искажува веќе со барањето простор за говорниот јазик, иако говорниот јазик е комуникабилен услов и на оралната поезија. Сакаме да кажеме накусо дека уделот на традицијата во поезијата на Конески е мощно изразен, од гледна точка на песнотворниот принцип, што има не само посебна орална, туку општа поетска историја, и малку важен, од гледна точка на верната анахронична актуализација на определени модели од традиционалната поетска конвенција, како на минимален, така и на глобален план. Исказот на Конески, со оглед на парадигмите во современата македонска поезија, се одликува со изразит степен на посебност. Тој е крајно уверлив. Уверливоста ја постига преку 1. Афирмација на историскиот колорит, кој го налага самата таа тема на разговорот. 2.
компонирање исказни секвенци, силни фигури, чија цел е по најкус пат да се обликуваат точни представи. 3. Поетизација на непоетска лексика и ограничување на онаа со расширена употреба во поезијата. Како резултат на тоа, се создава говорен тип на неговата поетска фраза или едноставност. 4. Архивирање на системот колективна меморија. Станува збор за мотиви абстрахирани до степен на знак во свеста на колективот, заради постигање вон текстовна комуникабилност. Тоа, од своја страна, непосредно го моделира исказот во насока на едноставноста. 5. Транспарентноста, поим близок до едноставноста. Таа е од посебен вид. Парадоксално, но исказот на Конески е привидно транспарентен. Транспарентноста се огледа во употребата на зборовите со нивното речничко значење. Расширената метафора сведочи дека тие на едно ниво го држат насловот, а на друго го губат текстот. Оттаму, едноставноста на исказот на Конески ја одредуваме како откривање на непознатото во познатото. По квалитетот или експресивниот интензитет, исказот на Конески не заостанува за доној на екстремните метафоричари или модернисти, да се изразиме со еден напуштен термин на литературната критика. Разликата се состои во тоа што кај него силните фигури се дел во служба на целината, а не целина за себе, дел кој противречи и како последица ја негира целината. Следствено, исказот во поезијата на Конески е хомоген и диалектички. Под првото, разбираме силните фигури да се смируваат, а слабите да се засилуваат. Под второто, разбираме детаљот да го динамизира, да го направи необичен текстот, а овој да го контролира. Во прилог на последнова, посочуваме и на становиштата на Конески за нуклеусот на песната, односно за авторскиот коментар. Со песните на Константин Миладинов, Григор Прличев и Рајко Жензифов, македонската поезија посочи идентитет и потврди поетска свест. Коста Рацин и даде актуелни и демократски димензии на таа свест. Тој најде дејствен начин, органски да ја поврзе идеологемата на националното ослободување и на социјалната правда со природата на својот поетски исказ. Демократизмот му наложи на Рациновиот стих контакти со моделите на оралната традиција. Идеологемата на социјалната правда, комунизмот, го насочи кон поетиката на експресионизмот. Ако се точни поставките, тогаш процесот осовременување на исказот со оглед на македонската современа поезија започнува порано. Тој процес не е со објавувањето на песните Дождови од Матеја Матевски и Болен Дојчин од Конески. Започнат е веќе со експресионистичката фаза на Рациновата поезија, односно со песните од стариот нотес на Конески. Од перспектива на еден историски континуитет, од ликите на осовременувањето на исказот, кога е во прашање поезијата на Конески, се искажуваат како синтеза на Рациновиот демократизам и експресионизмот. Под првото, разбираме историска условеност на уметничкиот текст, од гледна точка на неговата проблематизација. Кај Конески има многу песни со мотиви од македонската културна и политичка историја или со мотиви од преданијата и митологијата. Под второто, разбираме контакти и примена на поетичките искуства одсутни од националната традиција. Изучувањето на поезијата на Конески, стекнувањето представа за нејзините технички достигања, е од пресудна важност за натаможниот подем на нашата поезија. Можно е на последново становиште да му се упати ваков приговор. Таквиот потфат неминовно води кон поетичка канонизација, што се искажува секогаш негативно кон живиот процес на литературниот развиток. За тој приговор го имаме следниот одговор. Изучуваме едно исклучително дело, не за да можеме да го репродуцираме, туку да научиме како да се искажеме себе си. Го изучуваме него, не за да ја моделираме според него иднината литературна, туку за да можеме да се движиме направо кон неа, збогатени со мудро и скапоцено искуство. Зашто
Да го парафразираме Јакобсон, лаже оној кој кажува дека немал предходници. Во продолжение следуваат некои од најзначајните песни од Блаже Конески, застапени во камено кале. Песната Елен Самак, освен на македонски јазик, ќе биде прочитана и на словенечки јазик од страна на Глоријана Вебер, потоа на француски јазик од Жуел Верне и на англиски јазик. Останатите песни ќе бидат прочитани на македонски и на англиски јазик. Now follow some of the most important poems by Blaže Koneski, selected from Stone Fortress. The poem Lone Stag, besides being read in Macedonian, will be read in Slovenian by Gloriana Weber, in French by Joel Vernet, and finally in English. The rest of the poems will be read in Macedonian and English. Елен Самак. Мизерни маршојади му одат по трагите. Напрегнато го демнат. Нема да го домамат кон стадото витите кошути со сребрен звон на копитата. Неговите рогови се заплеткуваат во гранки, кога повтува да игра ноќе и наурес ја гледа месечината, за потоа да сети поголема безсмисленост на животот. Тој мора сепак да живее и како извор да тече. Се дури не го свие тој, не сон, а за смрт, своето десно колено. Глоријана Вебер. Jelen samotar. Bedni mrhovinarji hodijo po njegovih sledovih in napeto preženan. Ne bodo ga zmamile k čredi vitke košute s srebrnimi parkeljci. Rogovi se mu zapletajo v veje, kadar poskuša zaplesati po noči in izpod čela pogleduje mesečino, da še globje občuti nesmisel življenja. A vendar mora živeti in teči kot izvir, vse dokler ne upogne, ne za sen, ne za smrt svojega desnega kolena. Cerf solitaire. De misérables vautours suivent sa foulée, s'efforcent à le guetter. Les biches sveltes, sabots qui teintent d'argent, ne pourront le ramener vers la harde. Ces bois s'enchevêtrent aux branches quand ils s'avisent de jouer la nuit et de biais regardent la lune pour ressentir plus fort le non-sens de la vie. Et pourtant, il doit vivre et couler comme source, jusqu'à fléchir, non pour le rêve, mais la mort, son jarret droit. Merci. The Lone Stag. Vultures, track him, spy on him. Does can't lure him with the silver ring of their hooves. His horns tangle
in the branches when he wants to dance at night. And he looks up at the moon out of the corner of an eye and only feels life more senseless. Still, he must go on living, flowing like a spring until he bends his right knee, not for sleep. Ангелот на Света Софија. Ти, кој што толку време мина под малтерот над зидот мрачен, пак слободен си в простор зрачен. О сине, тихна мисла сина, со живот пак ти гори видот и зори како небот зидот. Но таа лика што се крие под малтерот на моите гради и утеха од дните млади, поубост како сестра ти е. Не, нема мајстор да ја спаси. Со мојот живот ќе се згаси. The angel at Saint Sophia. So many years you have lain under the plaster of the darkened wall. Now you are free, in pure space again, child of the deepest blue thought. Once again your eyes are blazing, and the wall is dawning like the sky. But there's another hidden face beneath the plaster of my heart, the joy of my youth, your sister in her beauty. No, there is no artist that can save her. With my life, she'll fade forever. Житие на Бона. Таа месеше по 5 зелника за луѓето од таа голема куќа да се нахранат, а остави 5 сирачиња, зашто беше слаба. Други издржаа жетви и вравови и ангарии, силни. Таа се наведе, како гранче од липа под обесена торба, како стапната тревка, како клас под ветер, зашто беше слаба. И оставајќи 5 сирачиња, без можност да свати проклети Боже, таа својата слабост ја плати со својата младост, таа голема светица. Life of Bona. She'd make 5 spinach pies at a time for that large household so everyone should have enough to eat. And because she was weak, she left 5 orphans. Others, the strong ones, did the harvesting and threshing, the forced labor. And she would bend like a lime branch with a basket hung on it, like a trodden blade of grass, like an ear of corn under the wind. She was weak. She left 5 orphans without understanding anything, oh God. And she was weak. How much she paid for it? She paid with her youth, that great saint. Успение на тетка Менка. Целиот неизин живот беше ти бил стишување на сопствениот здив.
почит кон виделината и воздухот. Одгради надвор да не излезе ништо, што личи на овкање, на клетва, на крик. Да не би од тоа да се повреди некој. Лебот што го месела беше насмевка. Таа зеде на себе да живее долго, за нас да не одлачи од мислата за смртта. И еве сега гледам низ прозорец, известен дека веќе ја нема, дека во ово утро починала. Ништо не се движи надвор, се е неподвижно. Во сончев февруарски ден, безлисните јаболкници подаваат една кон друга прсти без да се допрат. И одвај чувствувам поник на нова трева. И тоа е, речи, единственото движење во мојот мислен хоризонт. Некој се постарал за ваква мирнотија, да не остави никаква трага отсуството на нејзиниот последен здив, да биде се како никогаш да ја немало. А сепак, чувствувам дека на нов начин сега треба да го збирам светот, што таа кој знае како и за мене го држала во целост. The Dormition of Aunt Menka. Her whole life was a stilling of her own breath, an honoring of light and air, so nothing would escape her. That sounded like sighing or cursing or shouting, so no one would be wounded. The bread she baked was a smile. She made it her duty to live a long time, to keep us from any thought of death. Now I am looking through the window, knowing she is no longer, knowing she died this morning. Nothing is moving outside. Everything is still. On this sunny February day, leafless apple trees stretch out fingers to each other without touching. I can just feel the sprouting of new grass. The only movement I can feel. Some people struggle all their lives for a peace like this. So the absence of her last breath should leave no trace. So everything should be as if they had never been. And yet I feel that I must now find a new way to gather together the world that she, who knows how, kept whole for me. Зборот. Од секогаш сум мислел за излишноста на зборот. Дека најмалку го трога тој, онега што му е упатен. Од каде тогаш таа потреба да се искажуваме дури со ритам и рима, дури со алитерации? Тука види ја сега безсмисленоста на земните извори. Било на кјукјур, било на вода, било на грлен извик. Тоа е порив и за смисла не прашува. I've always been thinking of the word's superfluity, that it moves the least the one whom it's aimed. So where is that need from to express ourselves, even with rhythm and rhyme, even with alliterations? Now look, hear the senseless of terrestrial sources. Be of sulfur, be of water, be of velour shout.
It is an urge, and it doesn't ask for sense. Ни беше чест што Струшки вечери на поезијата беа дел од чествувањето на 100 годишнината од раѓањето на великанот на македонската литература, македонската поезија и македонскиот јазик. Благодариме што присуствувавте на промоцијата на монографското издание за Блаже Конески, приредено од професорот Атанас Вангелов. По кратката пауза следува втората вечер Ноќ без интерпункција. Ве очекуваме. We are privileged that the Struga Poetry Evenings have been a part of the honoring of the 100 years since the birth of the giant of Macedonian literature, Macedonian poetry, and Macedonian language. Thank you for being a part of the promotion of Blaže Koneski's monography edition, prepared by Atanas Vangelov. After a short break, the second evening of the Nights Without Punctuation will take place. Join us, please.